Продолжуваме со нашата динамична програма на утински брифинг и за мене денеска ми падна таа среќна околност да разговарам со луѓе кои носат многу енергија, многу страст и кон професијата и кон своите зафати. Имате можност да ја видите алпинистката на годината или деценијата во Македонија, тоа е Илина Арсова, која се качи на 7 врвови највисоки на 7 континенти, а сега гостин ми е најдобриот архитект 2019 Бесијан Мехмети, чии заштитен знак за многу од скопјани стана по подолго време изграденото основно училиште во центар Киро Глигоров. Бесијан, ви благодарам што дојдовте. Се надам се одморивте малци и натаму цртавте и скицира. Искрено, формално одмараме периодот, нели? До 7-8, но секако дека сепак мислиме на тоа што најмногу го сакаме. Има ли нов некој сличен објект како основното училиште? Што беше предизвикот да го направите така складно, со нови црти, со една нова современа динамика на изглед и на еколошките стандарди Киро Глигоров? Па, како што знаете, оваа реализација е резултат на јавен архитектонски конкурс на кој што ние учествувавме заедно со 20 други студија, односно архитектонски бирова. И целта ни беше да направиме таа симбиоза меѓу парк и училиште. Така да мислам дека и самата одлука на ЖИ комисијата ја потврди нашата цел. Што е разликата или која е мотивацијата кога правите вакви јавни објекти кои на одреден начин долгорочно се белек на една урбана средина и тоа што инаку го правите резиденции, други јавни објекти, ентериери? Успевате во вашето мобилно студио БМА со 6, 7, 8, колку се сега? Со еден мешан експертски тим кој нема етнички предизвици никакви. Особено со овој проект горди сме што некако успеавме, верувам, да создадеме средина која што ќе биде инспиративна за најмалите, за децата, кои што понатака тоа ќе им биде и како, верувам, како мотив да создаваат една поубава иднина за нивната генерација. Така да, особено во работата со општествените, односно јавните објекти, е што се трудиме да направиме, односно да ја влијаеме позитивно на луѓето кои што овие објекти, односно овие средини ги користат. Сега ќе се обидам да го и цитирам, иако не го познам, но почнав да го следам. Данскиот архитект, познато име, вие подобро го знаете, тоа е Бјарке Ингелс, кој 2010 година доби наградата на архитект, да речем, условно на Европа. Она што кај него ми остава впечаток, а сакам вас да ја прашам, тоа е така наречената самоодржлива архитектура. Што тоа значи? Комплексност на комуникацијата на интериерот и екстериерот, примената на новите современи материјали, новите облици на еколошка и зелена енергија и така натаму. Бјарке е мотивација за сите наши, мислам, нас како архитекти од помладата генерација. Иако и тој е млад, тој нема 43-4 години, не е баш така. Да, наша генерација, Ваша би рекол, нели? Да. Видете, ова е некој тренд сега, нели, објектите да бидат, нели, енергетско ефикасни, иако знаеме некогаш овие поими да се толкуваат на различни начини. Меѓутоа, преди се, мислам дека ние треба природата да ја вратиме во нашите урбани средини.
каде што живееме. Тоа е несомнено мислам цел на да речем нашата цивилизација. И тоа не само во би рекол урбан план, односно градско ниво, него и во микро размер во нашите по средини, дали е тоа каде што живееме или каде што работиме или каде што се би рекол рекреираме. Нивоата на тој развој би рекол не е само во внесување на природата, туку и во користењето на материјалите. Вие спомнавте за современите материјали, но и би рекол и користење на материјали кои што се локални, кои што ги наоѓаме што во близина каде што градиме. Секако и користењето на овие нови технолошки, технички трендови ќе влијае и во тоа како ги обмислуваме и како секако ги реализираме објективе. Мехмети, како доживувате Скопје како урбано недефинирана средина, како еден хаотичен град во кој обично велиме дека го внесовме нашиот селски менталитет? Дали имате впечаток дека на Скопје му треба, да речем, некое ново Скопје? Инаку што е, може би, тренд, кога вака се ќе бидеме закрчени, некој ќе осмисли една нова приградска населба или еден град во град. Ја не сум поборник на таа идеја да оставаме нешто што имаме и да идеме на нешто сосема ново. Градовите се живи материи и тие несомнено треба да се развиваат. Прашање е правецот по кој што се развиваат. Се согласувам со вас дека рецентно, односно во последниве години, правецот по кој што се развиваше градот можеби не беше најдобриот, но секако дека има начин како тоа да го свртиме, нели, правецот на движење, односно на развивање. Скопје, нели, генерално е планиран град, тој е урбанизиран и мислам постои светски тренд што барат градовите да се згуснуваат, да се денсифицираат, а не да се шират кон нели. И немојте молам, од центарот ќе направиме веројатно некоја вселенска платформа, ако почнеме така. Пак реков, и за тоа има правилен начин како тоа да се развива. Меѓутоа не идејата не е да ние го напуштиме градот и одиме на сосема нова територија и да градиме нов град. Освен мојата честитка за тоа дека сте архитект на годината во Македонија, може само да ја прашам, работите само за македонска клиентела или веќе сте на овој начин и на светскиот или на регионалниот пазар? Сме имале среќа да бидеме повикани и од не само од клиенти од Македонија, него и од регионот, но и надвор од регионот. Имаме конкретно проекти во Тирана, нешто во Косово, работиме и во Германија, сме работеле во Холандија, Швајцарија, Зошто не ви... но и во истокот, во Зошто Астана. ја прекинавте универзитетската кариера? Бевте надлежен архитект, работете со предававте на одреден начин и на американски коледж. Не ве привлекуваше научното звање и таа перцепција на... Напротив. Јас се уште сум активен, можеби не колку што бев, но колку што можам се трудам да и возвраќам, нели, на факултетот, односно на факултетите,
конкретно на почеток сум бил ангажиран на архитектонски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Потоа сум бил и на American College, и на Тетовскиот универзитет. Моментално сум се уште активен на Тетовскиот, но секако би се вратил нели и на American College и на УКИМ. Благодарам, поштовани гледачи, за вас во Утински брифинг Бесим Мехмети, најдобриот архитект за 2019 година. Тој со неговото студио и со мала одбрана, но прилично креативна екипа го направи основното училиште Киро Глигоров и зашто Пендаровски неговата и Асоциацијата на архитектите му го доделија ова звање. И благодарам што бевте гости. Благодарам на вас.